Добре дојде во студио за академик и професор Абдулменав Беџети. Говориме за Законот за високо образование. Веќе еден месец ја тресе, буквално ја тресе политичката сцена, општествената сцена во Македонија. Ова интервју го правиме пред да имате вие професорскиот пленум, заедно со студентскиот пленум или одвоено средба со представникот, односно амбасадорот на Европската унија Ораф. Благодарам за поканата. Ви благодарам што се Представувам дека ќе бидат и студентите Да. во таа средба. Средбата во денот, критичниот ден, кога веќе законот се очекува да биде изгласан во парламентот, ќе биде повеќе од информативен карактер, да го информирам амбасадорот со сите наши досегашни активности, истовремено и забелешки што ги имаме во законот, во делот на постапка и процедура. Суштинските аспекти и техничките аспекти претпоставувам дека не ќе може да се разработат во една средба од, би рекол, 1 сат, но сите тие во една цело досје ќе бидат доставени на амбасадорот, па нивните служби ќе ги разгледуваат во тек на време. Тоа што е основна наша забелешка цело време, дека не беше квалитетна организирана дебата за најзаинтересираните страни во случајот, нели, почнувајќи од студенти, на тие кои што се однесува директно законот, и на професорите, тие што ги спроведуваат таа регулирана дејност. Така да требаше и нашите инсистирање цело време беше да се организира соодветни анализи, соодветна дебата и на основа на тоа да се изгради став. Меѓутоа не наметнат, туку изграден заеднички став од сите засегнати инволвирани страни. Нема можност во тоа ниво за таква дејност. Има пропишани стандарди и не може ниту едната страна да наметне некои ставови на другата страна. Сега, условно кажано, се знае, тоа се регулирани одредени дејности во кои што има стандарди, и ако нешто има најголеми, би рекол, стандарди во тој дел е високото образование. Знаете дека 900 години има универзитет Болонја кој што гради такви процедури, постапки и стандарди. Нашата најголема забелешка во делот на загризување на некој начин на автономијата на универзитетот, а се разбира во другиот дел студентите имаат огромна забелешка во тој државен испит. Да. Имате ли објаснување, постојано говорите власта не сака да не слушне, не сака да седне на заедничка маса, имате ли објаснување зошто власта навистина не сака да дебатира со вас? Односно да дебатираше претходно, веќе е доцна и самите рековте. Суштинско прашање ова, навистина, веќе немавме и можност да се изјасниме зашто испадна сето ова. Лично да ви кажам, политички за мене е несфатливо малку, бидејќи направи една, би рекол, услуга на опозицијата да на некој начин протуркаат сите овие активности као наводно таа организира и политички се мотивите за сите овие несогласувања. Што мислам дека опозиција тоа и не го заслужува во однос на и активноста и во однос на тоа како на некој начин и се приклучи во сета ова активност. Така да незаслужно самата позиција на некој начин е протурка некаде кај што не ни е местото. И јас лично мислам, бидејќи као единка сум во оваа акција, да не представувам некоја институција, меѓутоа знам дека во сите институции, чак и во тие кои што се многу блиски до власта, почнувајќи од УКИМ, па и до останатите прво државни и јавни високообразовни институции, па покасно, ако сакате, дел и од тие приватните ги има дел омилени на државата, речиси унанимно имаат став во однос на неусогласување по однос на законот. Речиси сите се согласуваат дека ова предлабоко впуштање рака на државата во некои дури и технички работи не може државата, таа е фейлер, таа не немоćна, за да на некој начин и ги спроведува и препишува за себе некоја активност која нема ни капацитет да го спроведе. Имате ли објаснување зошто одбивте да седнете на заедничка маса со премиерот Груевски? Па, видите, тоа не беше понуда реална и на некој начин не беше понуда за вистинска дебата. Претходно,
имаше активности за некои си дебати по сите универзитети и јас знам во мојот универзитет, во Универзитетот на Југоисточна Европа, кој што е барем по тој дел најнезависен. Ако е некоја институција независна, тоест таа институција во оваа држава, а не е приватна. Значи е на некој начин приватно, јавна, непрофитна организација, во случајот високообразовна. Дури кај нас сите факултети имаат дебата, унанимно сите се изјаснија против овие решења, барем не на вака брзина и на ваков капацитет и начин. Така да сите тоа беа пренесени. Повторен круг, на некој начин корективен круг, беше организиран со така наречените ректорски и декански управи на сите универзитети и на сите факултети. Тука беа на некој начин селектирани кои ќе учествува во тие дебати. Зборам пак на ниво на универзитет. Значи, покрај тоа што имаше настојување на одредени професори да учествуваат и слободно да го кажат своето мислење, барем и во нашиот универзитет имаше на некој начин обид да се спречуваат таквите непожелни професори да учествуваат во такви дебати. Ние имаме поединечни случаи тамо кај што ги знаеме. Кога велам кај нас, а да не зборам за другите. Така да, како помина и таа фаза на дебата, и неуспешна, се вроди со некакви си предлози самите универзитети и ректорски управи, на некој начин да даваат некакви си предлози, ама да бидат и нерасипувачки на идејата на владата. И се разбира, после сето овие, сето ова траеше 3 до 4 недели, после сето ова не повикуваат во последен момент, како што знаете, и тоа во една дебата во Палас, кај што би се организирало на некој начин таа фингирана дебата, јас би ја нарекол. После сето тоа поканата на премиерот и кој налета на некој начин на моите колешки им понуди да продолжат некаде кај што тој не може ниту по устав, ниту по закон да биде домаќин на таква дебата, се разбира дека и добро што не отидоа, бидејќи видовте и сами во комисиската дебата на што тоа се претвори. Освен еден или двајца квалитативно изречени, би рекол, аргументи и тоа пред премиерот, зашто и како е доведено во вакво прашање високото образование и како може од неа да се излезе, другите беа на некој начин, би рекол, нарачени дискусии и дебати. Какви последици би имал овој закон? Постојат сомнежи дека ќе се бркаат неподобни професори, критичари на оваа власт. Еден од сомнежите. Се плашите ли дека таква судбина може и вас да ве снајде? Лично немам што да се плашам, пошто не само јас, тука и моите колешки колеги кои се малку повозрасни, знаете дека веќе по втор мандат ги добиваат по тековниот закон, тоа највисокото звание професор, и тоа кога по втор пат го добивате по тековниот закон, тоа е вечето звање. Значи, и тој закон може да се смени, и тој член може да се смени. Не, тој член сега е сменет, и тоа не може ретроактивно да се примени, така да нема логика. Нема шанси да биде. Нема логика некој од нас лично да биде засегнат. Кога зборам одмазда нема да има кон вас критичарите. Може да се најде друг начин на одмазда. Па што одмазда? Сите да не однесат во затвор, инквизиција. Што друга од нас да може од нас? Зошто не верувате дека е тоа можно? Вие знаете дека во законот е пропишана и таква кривична постапка до деканите и ректорите. Токму на тоа сакам. Кој е вашиот коментар за тој закон, за таа одредба дека следува затвор? Најспорните одредби во законот, не мислам на ова што вие подвлекувате, се тие некои одредби кои на некој начин не се применуваат многу брзо. Некои од по една година, 2, 3 и така натаму. Така да, од тука е логичното наше барање зошто толку хитно е оваа постапка. Сметам дека беше повеќе суета во прашање, лично сметам. Чија суета? На влада и на владините структури, кои досега никој на ништо не им контрирал. И во овој случај, откако започна, сега не се навикнале во овие скоро 9 години ќе прават на власт, некој да им стане на пат. И ова е повеќе политичка, би рекол, суета или политичко, не знам, однесување
да не свртуваат од тој започнат пат. Мислите И на да го премиерот тера до крај. Груевски? Па да, и целата гарнитура на владење, и тоа начело со него. И во секој случај, мислам дека и тие се убедени дека многу одредби од овој закон, кој представува една какофонија од сите аспекти, немаат ниту капацитет, ниту можност да бидат применети. И претпоставувам во тек на време, кога ќе малку спласне оваа работа, веројатно и самите ќе покренат иницијатива да ги сменат. Ние имаме годишно, просечно 2,5 пати измени и дополнувања на тој закон. Да. 15 измени се последните 6 години. Велите премиерот Груевски и останатите министри генерално дека се работи за суета. Премиерот Груевски ве обвини дека до сега сте објавувале трудови во списанија во Врање, Крагуевац, Битола. Кој е вашиот одговор? Мислам дека на некој начин тоа се обвинувања кои не заслужуваат коментар. Секако дека има и такви кои на основа на такви критериуми се наоѓаат и станале професори. Впрочем, дел од нив контрибуцијата е најголема на оваа гарнитура и на оваа влада. Знаеме какви беа например некои измени во законот. Вие знаете дека имаше пред 2 години измена каде што на одреден студент до 5 години по дипломирањето му се дава право да дополага до 3 испита да го подобрува просекот, за да може да остане асистент или да биде вклучен некаде во факултет или универзитет. И се знае за кого беше тоа. За кого? Па, за нивните кадрови, милитанти, структури, кои што на некој начин да им овозможува да го достигнат тој критериум, бидејќи беше недостижен за нив. Добро, не значи ли ова можност за корекција, обид на Груевски да ги искоригира ваквите негативни случувања за кои говорите? Не се коригираат говорите? на ваков начин. Мислам, корекција секако дека би требало да следи. Затоа ние воедно се слагаме со сите нив, предлагачите. Дека на вистина Се со законот неопходни е за кошмар. реформи. И ова формулација го употреби и председателот. И затоа го цитирам. Значи, кошмар е високото образование. И ако е кошмар, да мислите со вакви законски одредби, па земете го, прочитајте одредбите, со 30 члена, од кои најспорниот член за државниот испит има 37 алинеја, параграфи, како сакате. Да. Значи, ни номотехнички не е изводливо тој закон. За да на крај дојде во одредена констатација која што е сосема побанално, во која што вели дека за некои други прашања министерот ќе го регулира областа со подзаконски акт. А веќе многу детали се регулирани во самиот тој закон. Да. Има една цела какофонија во тој систем, така да не може да се очекувате подобрувања на ваквите Да. состојби кои што констатираме сите дека се донеле до системот да биде кошмар, а на некој начин се подобруваат со овој закон. Многу мина од нив велат, па ова не се однесува многу за првите 4-5 најдобри универзитети, бидејќи и тоа е некој стандард, нели? Вели некој решение од таму, членови кои има право да предлага до одбор за акредитација, колку членови, секој пат се до 5-тиот рангирани. И вели тоа не се однесува за УКИМ, Да. ниту за ЈЕУ, Туку за оние приватни универзитети кои за биле некој јавно државен кој што на некој не начин исполнуваат не исполнуваат услови и тие критериуми. Ја мислам дека токму обратното е целта. Бијќи нив тие на некој начин длабоко ги контролираат на секој начин. Вие знаете дека имаше на некој начин за поедини измени направени во законот порано, за да некој да може да го стекне научно-наставното звање на брзина, не постапно, не според критериумите, туку вонредни резултати. И тоа е универзитетот во Охрид, се знае кој стана ректор и како стана ректор таму. Така, таа постапка беше дадена научното наставното звање на некого директно, бидејќи според закон не може ако не има звање професор. Да. Што го споминавте председателот Иванов, професоре. Тој рече дека ќе постапи како државник, а не како професор. Професорите не размислуваат државнички. Добро, сега таа е двојна, би рекол, формула или двојна улога да бидеш државник и како би постапил и како би постапил професор, тој пред да биде државник и
Председател беше професор. Да. Па впрочем беше и член на Бордот за акредитација. И во тоа име всушност и го повикавте да не го подпишува. Апсолутно. Указот. Ние знаемо и зашто баравме свесни во однос на политичкиот амбиент во државата дека таквите шанси се минимални. Но јас не би рекол дека не постојат никакви шанси. Тоа се минимални, меѓутоа навистина тоа е инструмент кој што е единствен би создавал простор за дополнително докажување на двете спорни страни. Се согласува ли председателот Иванов дека се рекол руши? дека тој вели дека автономијата? универзитетот е кошмар или високото образование е кошмар како дејност и би требало нешто да се направи. Како може да не се согласи ако е сам со бекграунд од политички науки да најде нешто каде што во самиот закон останува нешто регулирано што е автономија на универзитет, каде што се набројува таксативно кои се надлежностите и што прави одговорностите на универзитет, за да покасно во тие надлежности навлегува друг во име на универзитет да ги прави овие. Но дали ви рече да се согласувам со вас? Не, изрично руши? не, меѓутоа се подразбира. Чутањето е одобрување. Вие така го толкувате. Како инаку. Добра, ајде околу навредите повторно. Министерот Тодоров рече дека сте сталинисти, вие професорскиот пленум. Но навистина не би сакал да се опуштам со такви лични навреди и квалификации. Бидејќи не можете вие да генерализирате една фела која што може би се 5-6 илјади луѓе вкупно во државата ако иземате. Значи, може би има и поединечни случаи такви. Ако јас се опуштам сега да велам дека цела влада е вака карактеризирана или онака, мислам дека недолично е, а немам ни најмала намера на тоа да се Да занимавам. одговарате, немате намера. Контрапленумот, например, професорката Каракамишева рече дека дел од професорите се здисани, ја цитирам, и дека голем дел од нив всушност пијат само кафе наместо да работат на факултет. Па ја не би се опуштил и ние да ја коментирам, не заслужува коментар. Мислам, ја слушнав малку по однос на аргументите што се трудеше да ги изнесува и во денот на дебата, на фамозната дебата во собрание, гледав дека само и се суши устата, бидејќи требаше да одработи тоа што на некој начин, некое време била ангажирана некаде, или па да одработи нешто што и било обечено. Може би ќе ја видиме во список на членови на борд за акредитација, каде што ќе добива мандат 5 години, не знам, и неколку стотици илјади денари плата месечно. Сепак, зошто не сакате средба? Токму заради овие причини, со контрапленумот, председателот Иванов ве повика за таква средба. На што ќе сличи тоа? Знаете, Милијана, таа средба се прави не во кабинет на председател, не во комисија на собранието, најмалку во хотел некаде. Таа средба се прави во универзитет. Дајте да седнеме тамо кој што не сакаме. Би сакале ли да седнете со нив? Апсолутно, зашто не? Па кој се тие, нив или ние? Ние или тие? Да. Сам дека апсолутно таква дебата, која велиме ние дека треба детална анализа претходно и на тоа да се на основа на таа анализа да отвориме дебата. Вие мислите и на нив, заеднички да ја направите. Апсолутно, па кој би само тие предизвикуваат и знаете, видите што правиме ние, ти веднаш по нас по 3-4 сата го прават истото. Па да, ако идеме и ние во затвор, ќе дојдат ли тие во затвор со нас? Не знам како да го формулирам тоа однесување нивно. Ние бараме прием кај председателот, тие бараат прием. Ние бараме прием, пуштаме писмо кај амбасадорот, тие бараат прием, пуштаат писмо кај амбасадорот. Мислам, некако као деца мали копираат нешто однесување на една фела која што е нивна исто така. Но може би ќе победат, академиче, професоре Беџити. И нека побарат, нема проблем. Не верувате ли дека ќе победат? Вечерва се носи законот. Не, тоа не е победа. Мислам дека ќе биде најголем пораз во една ситуација која се носи закон о кој што досега немало случај да толку големи противници на донесување тој закон да има. Кои маршираат по улиците на Скопје, доаѓаат од 10.000 млади од Македонија, од кои што имаат над 500 подпишани професори, без разлика, еве лошите нека бидат, добрите се со нив и така натаму. Оние од Врање и Сите Крагуевац. универзитети, сите, вклучувајќи и најголемиот, значи ЮКИМ, вклучувајќи чак и последната предлог
на ректорската управа на УКИМ, сите ги имаат забелешките едногласно дека законот не ги решава овие проблеми што сите ги наведуваме и покрај сите овие аргументи спротивставувања и начин на укажување благовремено, сепак се носи законот. Што се носи? Таа мислите дека е победа? Што ќе се случи потоа? Откако ќе се донесе законот? Ништо. Ќе се потруда на некој начин да почне со примена на тој закон и самите ќе видите дека ќе се убедуваат дека сгрешиле. Велите дека ќе се повлечат. Јас очекувам ќе во ги известно коригираат. време да ги коригираат. Впрочем, како и многу други што ги направија до сега. Па кога направија за 6 години 15 промени, зашто не би ова? Сега едноставно ценам дека политички цена дека е лошо да застанат на пола пат, дека тоа би бил прв сигнал дека има слабост ова влада политички, за да може некој да ја сопре, бидејќи никој до сега не успеа да ја сопре. Лично не сум очекувал дека ние ќе ја сопреме ова влада. Меѓутоа сметав дека имаат политички слух за да го препознават ризикот од вакво супроставување и одење со глава во зид. Најавивте и граѓанска непослушност која ве прашав што после донесување на овој закон ќе издржите ли со таа граѓанска непослушност да ја бойкотирате, се извинувам, наставата? Не, ако ја бойкотираат студентите, ние ќе ги следиме апсолутно. Ќе изведувате... Не логички ние да бойкотираме настава во овој случај, затоа што ќе патат студентите, а тие треба да влегуваат во некакви си државни испити после да си проверат звањето. Така да сметам дека овие и мерки, однесувања од овој тип ќе потекнуваат преди се од студентите. Да, тие ќе бидат нашите лидери. Да, апсолутно и ние ќе, па и нека бидат наши лидери, затоа што на некој начин јас и кажав индиректно дека тие беа таа сила кој на некој начин не пробуди нас, кои беавме успијани во случајот. Да. Добро, ги спомена веќе критиките кон оваа власт кои се однесуваат еве на политички одмазди на опонентите и критичарите, лустрација, можно бркање на професори, иако велите дека тоа не е можно, ставање на црна листа на одредени политички фигури кои се значајни во ова општество, но се, повторно велам, критичари. Тужбите исто така се еден од инструментите кон неделникот Фокус е еклатантен пример, но и останатите политичари од опозицијската СДСМ. Последната закана за тужба од страна на министерот за транспорт и врски Милијана Киевски кон портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Кој е вашиот коментар за оваа афера во која министерот купува, односно го издава сопствениот стан, куќа на германска фирма? Тоа се на некој начин преклопување меѓупартиски и не би сакал сега од оваа димензија да се опустиме во такви. Но не бара коментар таа работа. Видите, начинот и како го образложи министерот, дека како настанало таа би рекол договорна меѓусебна соработка со компанијата која презел под кирија неговата куќа беше смешна. И тоа во секој случај од типот на закани, кои што вие ги спомнавте, тужби, отпуштање од работа, бркање и така натаму. Видите, сите тие што се плашат ќе умират секој ден. А само тој што не се плаши еднаш ќе умира, како впрочем и што крајот на крајшто. Да. Јас лично да ви кажем не очекувам такви масовни радикални мерки. Може би поединечни као што и досега било и ќе има, меѓутоа се покажа дека на крај поединците победиле. Знаете, и тој фамозниот земјоделец од Пелагонија. Душко Млекарот, на него мислите? Да, на него мислам. Дека извојува победа. Точно, извои победа на крајот на крајшто. Знаете што му се случи? Па што крајот на крајштата? Добро. Уште една политичка оценка ве молам врзана со како што реков критичарите на оваа власт. После Македонска банка се покажа дека е многу тешко да се издвојува било каква победа, тоа беа аргументите, односно ставот на опозицијата.
Таа не доведе до потрес, таа афера Македонска банка во која беше обвинет премиерот за корупција. Сметате ли дека бомбата на Заев ќе доведе до некаков политички земјотрес во Македонија? Па не знам за каква бомба се работи, веќе оддавна Говореше за меѓуетнички. Да. Ќе има реперкусии во меѓуетнички последици во меѓуетничките односи. Веројатно ако е тоа од таков карактер, треба да размисли дали треба да одржи уште неексплодирано, бидејќи што подолго одржи неексплодирано, условно кажано, поштетна е за ако претпоставувам како лидер на најголема опозиција, не би сакало тоа да се случи. Крајот на краишта има некои линии до каде тоа се оди, така да лично немам некоја информација на вистина на што се алудира. После сето тоа што беа објавени по делот на оферата од Македонска банка, наводно се шпекулираат, и јас сум информиран од медиумите, исто како и вие ги следите. Значи, сите тие, би рекол, размислувања што би можело да биде тоа, од кој тип и така натака, меѓутоа, лично мислам дека како и да е, треба на некој начин многу внимателно да се однесува кон сите тие работи. Но земјотресот за она што ве прашав, заради тоа што самиот лидер на СДСМ рече дека очекува после 3 дена премиерот Груевски да даде оставка. Дали сте Ја лично не верувам во такви работи. Да. Не сум оптимист од тој тип, затоа што сме виделе и слични досега објавени афери, па не само што не дошло до тоа, туку за јакнување. Знаете, овде што има еден феномен. Секаде власта ве троши. Тоа е нормално. Видовте во изборите што се случи сега во Хрватска чак. Кој изгуби и од кого? Во случај. Победи жената која победи даде точно ветување, така, која апсолутно. ќе го следи Да, Туџман. Ама како изгуби председател Јосиповиќ? И кој е неговото CV, ако го гледате? Значи, кој профил? Митоа тој се троши заради припаѓање на коалицијата на власта. И тоа му беше на некој начин сметката испорачена од владењето. И за која разлика како сето тоа помина? Кој ниво разлика на култура и демократија во таа земја. Меѓутоа, ова го спомнав од причина да направам некоја си паралела во смисла дека власта троши секое владење, освен кај нас. Што подолго се владее, Толку е поголема е разликата. поддршката. Значи, и што е овај парадокс? Исто како и многу други парадокси кои може да ги набројуваме. Што повеќе се промашуваат некои најави, обеќања, повеќе се најавуваат поголеми нови. Да. Гледате, ние најлоши сме со странските јавни инвестиции. Странски инвестиции во државата. Најтанок, би рекол, сегмент. Пак на тоа алудираме највише и се повеќе билдаме и градиме очекувања на нешто што е најслабо. Им се верува. Значи, гледате дека тоа се политички парадокси. Зашто тоа се случува? Тоа треба една подетална анализа да се прави. Што е тој, би рекол, изборен феномен, изборен инженеринг? Може би еден од феномените, професор, извинувам што ве прекинував, но може би еден од феномените е она афера која објави фокус со фалстификување на пасоши и лични карти. Веројатно, затоа што колку да покачете вие број на ваши гласови, таму си има некоја резерва од 100.000 која што се активира во секој момент. Така да не е битно до кај ќе постигнете вие со глас. Се сомневате дека така доаѓаат до изборни резултати? Па еве, наведете ВМРО? дека бидат со, еве, и опозицијата стигна до 400, тие стигна до 550. Ако овие стигна до 500, тие ќе стигна до 650. Невозможно е да се следи. А не знам. Добро, сметате ли дека, барем СДСМ смета дека е неопходен попис? Да, апсолутно. Апсолутно. Меѓутоа, Вие- јас сум кажал и тогаш, и сега можам да потврдам уште еднаш дека во вакви, би рекол, фрагментирани меѓуетнички состојби, влошени меѓуетнички состојби, нажалост до тоа нема да дојде. Се уште ли тврдите дека во пописот 2011 се намалувал бројот на албанците намерно и заради тоа всушност и пропадна? Па, јас не добив против аргументи на сето тоа што го објавив. Заради тоа изјавивте дека во 2025 албанците ќе бидат поброени од македонците. Не го изјавив, ја тоа сум го докажал.
И тоа не на моја анализа, не на моја студија, туку на студија од автор кој што на некој начин бил докторска теза. Јас само се реферирав. Да. Добро. Ве молам за коментар за случајот Шарли Ебдо. Ги осудувате ли ваквите злосторства кои се Апсолутно прават во да. име на слобода на изразување? Апсолутно да. И тоа малку е, би рекол, претерано сето тоа што се прави сега дебатата. Лично мислам дека на место дебатата да се фокусира во причините, се фокусира во последиците. Познаете такви убивања, масовни малтретирања на слична основа се во многу други места и краеви во светот. Видите што прави еден во Нигерија, еден Боко Харам, рецимо. Убива 2000 луѓе. Убива одеднаш и никој ништо. Па овде едноставно, значи, единката, човекот, не вреди подеднакво во сите страни во светот. Што сакате да кажете? Дека повеќе ги жалиме новинарите во Париз кои се загинати отколку луѓето во Нигерија, и тоа може да се објасни. Не се работи сега само затоа што беше упад во новинарство. Туку мислам дека последично причинска врската беше дека убиени се луѓе во сред Париз од таков и таков од таква и таква побуда. Во име на одмазда за пророкот така. Мохамед. Тоа како јас бев еден од индивидуалците кои што потпишав петиција против тоа, исто така. Но јас ја јавно го потврдувам дека за апсолутно недвосмислено сум против тоа, бидејќи верата, исламот препорачува против тоа. Против кое? Против сила, Да. против одмазда, против сите тие феномени кои што тие го прават. Не знам што се тие, но барем по дефиниција, по норми и стандарди на исламот, не се ислам. Не се муслим, вистински муслимани. Апсолутно. Апсолутно не се муслим. Ви благодарам што бевте гости. Благодарам и на вас.